Не, јас ти реков, кај нас нема естрада, кај нас само политика, еве, нема да влеземе во Европска Унија, а види ги србите, надара во Амари пуктел силиконот во газот. Добро, направи ти нешто. Јас да направам. А мислиш дека не можеш? Знаеш колку пати сам те рекол? Јас можам, да, ми рече, ама не знам со кого. Сам? Што е ова? Убаво ти рече. Ми рече. Не знам ти рекол. Трачеви, новости, скандали, музика, пиење, забава. Ти реков, ми рече. Ова е 17-то издание на најдобрата забавна естрадна емисија Ти реков ми рече. Како што гледате, не се наоѓаме во студиото на најдобрата Метрополис радио, туку се наоѓаме во студиото на најдобрата телевизија, ако така можам или не можам да кажам. Односно се наоѓаме во студиото каде се снима емисијата Јади бурек. Не е потребно многу да зборам, еден единствен човекот кој нема влакта на јазикот, контроверзниот Јанко Илковски или па Јанко Јади бурек. Добре дојде во Ти реков ми рече. Пополека бе, пополека. Мислам, само да видам што пиеш. Секај малце, кафе. мислам, добро, ја привлеченоста е секогаш заемна, нели, ама Апсолутно. да не, мислам, да задржиме една. Да задржиме, тоа што ти ме привлекуваш, да задржиме една линија. Види, ја не те привлеков, ама си, знаеш, гравитацијата си го прави своето. Сега ја не можам да идам против гравитацијата, сега ќе се бориме, добро. Добре, не ме привлече. Ти привлекува бурек, као што гледам на масава нема бурек, планирав да земам, али знам дека нема да го јадеш. Вака, бурекот никогаш не бил храна во оваа емисија, нити бурекот од секогаш бил по скоро 23 години како ТВ емисија, предходно и како радио емисија, секогаш бил синоним за слобода на говор. Така е, така е. Јадење на бурек значи слободно збори, со други зборови, јади гомна, ако треба, значи важно е да збориме слободно. Апсолутно. Ја паметам време кај што сме голтале кнедли, кај што се па и денеска еве се создава како ќе речам јас за тебе, како ќе речам за него, како за ова, како за... Ние мора да научиме како бе тоа хуморот стана, види некого можеш да повредиш, па онда нема хумор, дај да забравиме, онда дајте ми хероин на сите у вена, да се пукаме и ќе бидеме зомбифицирани. Многу ми е мило што сум кај вас. Ај, немојте молам, такви гости сум имал, немојте молам. А имаш и така? Има, сум имал, секакви сум имал. Ама, за како што реков, сега се наоѓаме на твој терен, така да емисијата можем и тебе ти ја препуштам. Не, вака, слободно телевизија како што сакаш, мене ми е задоволство што дојде тука, иако сакав да дојдам во Метрополис. Метрополис, мојот тај менеджмент е катастрофален. Ја сум многу лош менеджер сум, сум многу упорен тип. Браво. Не можам да застанам, да ги стигнам сите обврски во денот, бидејќи ако ги испланирам, малце нешто ќе се исчаши, а енергијата се помала ми е со годините, така да, добро, а и сега сум во некои пертурбации, така... Ќе направиме моабет за тоа. Физички, и немам толку енергија, иначе ќе ми беше многу интересно. Планирав со точак да ти влезам. Да, така рече, така рече. Кога рече дека си упорен, еве мораме да кажеме, ти си роден 14 октомври, значи си вага у хороскоп 1992. 62, па на помлад ми личиш. Мерси боку. На помлад ми личиш. Колеги, виски за малиот. Може. Шише. Па сега не пијам до толку па типа. Јанко, колку телевизија имаш смената? Се се наоѓам во ТВ Сонце, во твојата матична куќа, како што кажуваат некои колеги. Мојата матична куќа. Вака, првата телевизија на која твореше беше А1 телевизија. А1 телевизија 2001, истиот ден, моментот кога почна војната во Македонија 2001. И контактна емисија, како што ги имаме и денеска, Општи хаос од сам старт. Ја прекина тогаш, дали Фрчковски или некој од тие не им одговараше, бидејќи пробаа да ме носат по кабинети, ја од 103 дете, ма гоните се у 3 лепеве, како? Што правев у тие кабинети? Или не влезе у тие кабинети? Не влезе? Не влегов. Значи те носат, знам што се дешава. Те носат и те брифираат. Например, Велија си имаше, си ја водеше телевизијата. Вика, има работи кои ја неам контрола. И ке те викне ка Бранов и ке рече вака. Бев кај Бранко,
Кажам ти и така натаму. Да не го збориш. И сега, да, и ти ќе бациш рака, па ќе ти пуштат некој спонзорче. Ја тогаш дојден од 103-ка револушенари, I don't give a fuck за било кој, и нормално брзо ме шиканира. После тоа идам на TV4, ја правам Гутенбергова галаксија, тогаш беше ноќни разговори, Гутенбергова галаксија, во меѓувреме почна исто 2001 на радио Рос, почнувам со Јади Бурек. Аха. Да. Јади Бурек. Кога се создаде Јади Бурек? Јади Бурек и после све станува Јади Бурек. Не разбирате? Апсолутно. И Гутенбергова станува Јади Бурек и ноќните разговори на Верија. TV4 кратко трае, рикнува. Не ја знам, знаеш? И не треба да ја. Добро. И не треба да ја знаеш. Затоа е тука ТВ Сонце, ја поздравам. После тоа идам на Skynet телевизија, Skynet, така интересен концепт беше, кога дојдов само ми рекол, вика, можеш све да збориш, само Бранко Црвенковски не смееш да го пипаш. Па не го пипаш, бе. Па затоа што ми рекла. Добро. Ама после тоа овие доаѓа и сега во меѓувреме, пази, никогаш телевизија директно не ме ангажира мене, се е некоја продукција која мене ме продава. Да бе, да, по телевизија, да. Продава, па зема реклами, прво беше Ентони од Индиго, црнецот, ако го знаеш. Како не? Ентони, он брзо се откажа, вика, Јанко, не можам да те покријам финансиски, ја бев скап, многу пари им земав. Колку пари бараш? 2000 евра беше месечно. Али 5 емисии Ги добиваш, да. 5 емисии неделно, 20 изданија месечно, кои траја преку 2 часа, со 4 блока реклами. Различни будали ги носиш. Ништо од мене, значи од маркетингот не пипав. Затоа што нема време, темпото беше многу и им дава, викам, ако ви продуцирам, и овие тешко идеја, па ме зема Арт улица 26 Ристо Гоговски, па се разделија они, некој таймшеринг направи со Sky, после отидов на Наша ТВ, тука еволуира Наша ТВ. Наша ТВ е пикот мој финансиски и така натаму, значи 3 сати емисија, 5 блока по 17 минути реклами. Немаше реклами под 500 евра. Можеш сега да го замислиш квантумот? Да. Јас го носев, а немав своји реклами, ништо. Ама затоа не се од телевизијата. Па многу нормално, многу нормално. Дојде финансиската криза 2008, почна овој да паѓа, да тоне и така натаму и така натаму. Ми требаше тогаш постабилна, појака телевизија, се префрлив на Сител. И тоа не на Сител главна, на Сител 3. И заврши Сител 3, за жал кратко и брзо, бидејќи бев дел од политички пазар. Што мислиш? Сител 3, каде отиде? Да не кажам каде. Ујабана. Не. Каде отиде? Му беше подарена на Боки 13-ка, TV1. Тој е фреквенцијата на TV1. Оваа што беше што пропадна, стварно. Да, пропадна, Боки ше истера таа, тоа беше бивше. Кој ме подари? Па чија беше Сител? На Дзинго. Дзинго му е подари. Па сега, ја не можам тоа да го тврдам како доказ, можеме вака да си правиме муабет, моја шпекулација е таму, низ разговорите, низ кулуарите, што се слуша. И едини проблем, бидејќи у таа телевизија само јас бев со емисија. Немаше. И така, ме шиканира, година дена, не може да ми избркат, бидејќи бев многу медиумски јак, ама као слушай, имаме криза, не те плаќаме. И ја наивна будала, работи година дена. Не си единствен. Да. И тогаш ми дојде таа еволуција дека треба да дојдам на некоја помала телевизија каде што ќе можам комотно да работам. Веќе терминот 10 сат ми утепуваше и овдека со газдата Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски, он е супер успешен бизнисмен у Америка. Он си ја направил со една своја идеја, нешто култура, Македонија, ово, она, таму, му се свиѓаше мојот концепт, ми даде прайм тајм 8 сати. И јас си викам, окей, и прифатив. И еве ме веќе 6-7 години со овде уживам. Помалку стрес,
Не сум имал. За сите Па добро, рейтингот им го правиш ти, да бидеме реални. Ние гледаме ТВ Сонце реално ради тебе. Ти благодарам, иако почит спрема моите Ајде, колешката Јулија, будење со Јулија. with all due respect, ќе се оградам од вашиот цинизам, почитуван колега. Телевизијата е некомерцијална. Добро. Не постои реклама. Ја во мојата емисија немам реклама, цела телевизија нема реклама. Дури и кога доаѓаат политички партии, а доаѓаат овде како гости и така натаму, газдата рече нема да земете пари од ниједен. Значи, ние си работиме за хонорари, Да. си покрива. Дали ќе го нема откриеш хонорарот? маркетинг. Како? Дали ќе го откриеш хонорарот кој сега го добиваш? Не. Не, али ќе ти кажам, вака само ќе ти кажам. Ова сум во историја на моја кариера најмалку платен Аман бе. сега, спрема се како сум бил. Но, здравствено, ментално, психички, никогаш не ми било подобро. Сега во овој момент да ме викне голема телевизија, не би прифатил за ниједна пари. Тој стрес, верувај, значи сум поменал и многу пари и све. Ова ми се малку пари, работам на страна сајт проекти, Да, имаш твој сајт, да. имам сајт, имам подкаст, спремам нов подкаст филмски и така натаму и се бркам на страна. Браво. Но јас сум многу благодарен заради нирваната која имам овде. Значи, чим нема маркетинг, еден медиум, тоа е, како да ти кажам, комунизам, брат. Да, комунизам. Секому според потребите, сите сме еднакви, нема тепачки, овој земал толку, овој толку, у телевизијата е тоа. И тоа, да ти кажам, испадна добар концепт, затоа што гледам на подолг рок, бидејќи можев умеѓу време да сменам 2-3 телевизии. Еј, замислиме мене, вака, оваква појава, да водам емисија на ТВ Сонце. Замислиме, една ВМРО-вска, една конзервативна телевизија, нормално неќам да ме разбереш погрешно, сепак почи до самата телевизија, замислиме мене во една ваква појава. ВМРО-вска не е. Ја ќе ти кажам дека овдека има вработено повеќе СДСМ-овци од што ВМРО-вци. Ја не сум ВМРО-вец. Јас сум демохристијанин. Не те прашав, бе. Не, јас сакам да ти Ако бе, слободно? Али моите колеги, па едно 80% се членови на партија. Да? Да. Се приметува. И не се на ВМРО. Океј, сакам сега да те прашам вака, еден сајт да се направи кошта 1000-2000 евра. Ако грешно поправиме. И она месечно одржување 200 евра. Ти го имаш твојот сајт, јади бурек, многу пари тоа бе. Не, мојот сајт е најминимално што може да постои, преку Нетидам и они си имаат заемна, имаме мала компензација со мојата, така да трошоците не па добро. А таму имам неколку банери, имам неколку компании кои поддржуваат или се рекламираат Како спонзори. Како види банер, он објавува, да речеме, што им, Кожувчанка објавува на 30-40 како се викаат портали, меѓу кои сум и јас. Сваќаш, али затоа сум чекал 10 години да стигнам. Така, добро. Дочека. Дочека. Или витаминка и така натаму. Сумите се смешни, ама не се одржува. Те разбирам. И така натаму. Еј, слушај, имам чуено муабети низ град, дека ти скратувале плати. Овде? Да. Бог да че. У ТВ Сонце не? Никогаш. А на други телевизии? Ти кажав, на сител година дена да. земено плата. Како издржуваше тој период? Со Господ напред. Жена ми зема кредити, после го враќавме. Како? Не знам. Тежок период. Најтежок период. Мислам, преживеавме окей, ми помогнаа многу ми на пријатели, ми помогна мојата црква, Македонската православна црква. Значи ти си верник? Јас сум верник 40 години, редовно идење у црква, причестување, молитва со сите тие салтанати, све си го одржувам и во еден ночен момент, знаеш, кога си овакво се обраќаш секому за помош. Некој може, некој не може, некој уплашен, разбирливо е сето тоа. И они се осмели. Мојот духовник никогаш не ме остави на цедил, така што окей, така ги преживеав.
Во меѓувреме пораснаа децата, почнаа да работат физички работи и се затоа што мораше семејството. Ние сме 5-члено семејство. Ми интересира. Го шпекулираше ова со мене дека некој ми крати или доби некакви инсайдерски информации дека некој нешто... Абе се збори низ град. Не шпекулирам ја ништо, да. Кажи ми да направиме нешто, затоа што те гледам, нешто ми се збуни. Не, се шокирав, бидејќи очекував се и се што... Дали имаш добиено закани? Не. Како бе немаш? Немам. Какви закани? Не, Од луѓе? не бре човек. Ја кога се расправам со луѓе, јавно е. Ајде бегај ти, и толку е. Ја Сите дека ќе го тепале, ќе го киднапирале, тоа се е лага? Тоа е шарената револуција. Аха. Тоа е шарената револуција. 2000 која? 17-та, 16-та која беше? 2014-та, 15-та, 16-та. Тоа почна, да. Таргетиран бев, бидејќи нели филозофијата на шарената револуција беше таргетирај клучните луѓе медиумски, да ги понижиш максимално, за да нивниот глас не биде битен, за да може да се урива власта. Они сметаат дека ја сум мегафонот на власта, платен од власта, камо да бев. Добро. Да видиш каква сеја телевизија ќе имав. Оф. Не сите леден, пардон. И тоа беа, да речеме, повеќе медиумски, не лични. Пар пути пишаа нешто за син ми дека ќе го ликвидираат, ама тоа беше Фејсбуково, нешто лично вака не сум добил. Сега, знаеш, Имам чурам обете дека некој германец бил упрашање, како бил? Дека некој германец си застанал пред твојот дом. тоа имаше, да. Тоа застана еден. Ја викам да не ме лаже мене некој надвор. Како тебе, стои пред мојот дом и нешто ми гестикулира. Јабев. Ти беше. И ја искачам од кола, што е ти, тој, и ја, додека он ми урла пред врата, што се вика, и ја викам полиција, и дојде полиција. Да, и почна овие мопсе, ама пикот на шарена револуција. Испадна дека е некој наше дете од Германија, кај што нормално... Кој го пратил? Никој, ја не знам што го пратил, може би случајно, може би не можам, треба да спекулирам, значи никогаш не се ни сретнав со него, он ми рече на суд, она викаме едва чекам. Не знам, он беше улудил. А ја имам ја тогаш децата многу мали ми беа, знаеш, многу загрешен родител, апсолутно те разбирам. Како питбул реагира во тие моменти, сеќаш? Поготово пред врата. Така што испадна ништо, Опсе као, ми се јавија од Опсе тогаш и ми викаат за овој случај оваму таму, бидејќи ги прозвав јавно Опсе, пошто нели они стално ги бранеа шарените овие, што беше логично и така натаму, и викам кај сте без ова, и ми се јавуваат, и викам окей, ајде да дојам. И да, ми се јави еден македонец, еден албанец и вика, у кафана ќе седнеме, у кафана, ја извини, можам само, јас сум медиумска личност, сум новин, ќе ме викнеш у Опсе, у канцеларија, официјално сакам да дојдам и да поднесам како што доликува. Не прифатија, сака инсистира да се видиме на страна. Аха. Зашто што да направи на страна? Не знам, претпоставувам дека као ете сме имале состанок, ама нема ништо формално, бидејќи поформално ќе мора да реагира. Па тоа веќе стана традиција у Македонија. Ќе стане демек шарената, знаеш, овакво шарените, демек што прават ово она, и тоа беше тоа. Значи, види, затоа преска малце зина вака те гледам, викам што... У шок, мене ми падна чудно. 7 години има помина... Не, што зборам, 23-та... 23-та... 8 години... 8 дури! Чекај, бе, хард дискот, не сум на SSD, ова е хард дискот. Иглана, најде, каде, полека. Значи, германецот ни откривме, кој е? I don't care. Добро, дали си исплаши од тие закани? Не, сега. Вака, кога си родител и кога знаеш што стои за тебе, немаш у моментот чувство на страв дека се плашиш. Значи, свест за страв немаш, али дека страв имаш внатрешно, имаш. Зошто? Ќе приметиш затоа што после 2-3 дена пробуваш да спиеш, срцето ти лупа. Викаш,
Да. Ало, шеф. Смири се. Ало, имаш еден инфаркт, стентот ќе го джитнеш, полега бе, што ти е, дал си нормален? Почнав да станувам свесен за оној подсвесен, несвесен стрес кој човек го доживува. Тоа е најопасно. Па тоа е најопасниот. Ти почнав да се соочувам со него, иако сум човек од црква, значи не ми е дозволена, значи не смеам да вратам со иста мерка и нема да вратам со иста мерка, можам да се бранам, нема да нападнам. Вербално се расправам со луѓе, ба и тоа треба да го спуштам, тоа е мојата Да. до крај и така натаму. Веруваш ли во астрологија тогаш? Не. Не веруваш? Не можам, контрадикторна ми е со верата. Значи не можам да верувам во Астрологијата ја поддржува религијата. Се е тоа убаво, ама е контрадикторна. Добро, да. Така што Да. До негде да. Како и со сите религии, пази, ние знаеш како свет живееме. Знам. Прифаќаме све. Знам. Прифаќаме све. Сите религии, сите секти и така натаму. Ама може ли да има милион вистини или има една? Има една. Епа, А каква е вистината за Македонија? Дали Македонија е демократска држава или па само е така декларирана на хартија? сврти се зими го, таа маицата што е спружена од озгор. Ова? Да, дај да видам што пише, што има на неа. Ајде да видиме што има. Што ме Македонија дали е демократска држава? Не. Зашто не? Затоа што нема институции демократски. А, така. Така. Покажи го само. Сврти се. Сврти се само. Сврти се само на камерите. Чекај, јас да Како покажам. и да се разбере, ова ми е Така. некаков слоган. Кај глобусов да го бидејќи стерна, останав- може? Кај сакаш, тај го забавиш. вака. Не е проблем. Македонија го владее светот. Не го владее светот, ама ние треба да ја направиме велика, голема, Ајде. територијална, не територијална. Добро, тоа ми се свиѓа. Значи, и Трамп која каже Make America Great Again, не мислеше да го окупира Да, бе, да. туку да се издигнеме од сиромаштијата, од бедата, од корупцијата. Апсолутно. Зато и останав тука. Сваќаш, можев да отидам по помал отпор, некаде сега ке бев Нов Зеланд. Оф, коктелче нешто, ке си пиеше плажичка. Моронче, Бич, онака, бич. Бич, санабал, Јанко, како сте вие порано со... Да! Овде, брат, мораш, брат, да развиваш интелект и виоки прво за да преживееш, второ за да направиш некаква минимална промена кон нешто. И сега сите со своите вистини, а никогаш ни една крајност не може да е точна. Ја спомнавме Македонија. Вистината е секогаш во средината. Тоа Така да е, не поеде. така е. Ја спомнавме Македонија и баш ме интересира твојот став за додавката на името. Северна. Глупости. Зашто? Затоа што е глупости. Зашто бе Затоа глупост? што нема логика. Како нема логика? Ајде, баш ме интересира кој е твојот став за ова. Нема, мислам дека ништо не менува, нити некому прво наследно е дадена. Ако требаше да смениме нешто, требаше да се смени Луѓето да ги. со консензус, сите, а не да има разделба. Што имаме сега откако се смени? Дали се подобри нешто? Не, за жал. За жал не се подобри. Тие кои ме убедуваат дека ќе ни биде подобро, не е подобро. Ни со влезот во НАТО, не сум против НАТО, за НАТО сум цел живот, него зашто? Ама ако не го, не, ја не би рекол дека го сменивме, ако не ја додадевме она наставка северна, немаш да влеземе во НАТО. Другар, видеа Финска за колку време влезе у НАТО? Значи, самата ситуација те влечеше. У оваа игранка, сега ова е малце цела емисија. Но треба да се образува. Добро, на кратко ќе ја скратиме. На кратко. Ова е игранка да се задоволат локални апетити. И На сега пример, гледаш кои? Па еве ти го грчкиот апетит на културното милје да се го поседува. За утре, евентуалните територијални, они не се глупи, гледаат што ќе се деси. Знаат дека ќе има разделба у народот кога ќе се деси. Имаме нефункционална, едва и функционална држава. У меѓувреме се јавуваат бугарите, кои викаат, вие не сте македонци, вие сте бугари. Българи. И сега овие прифаќаат, истиве што беа за имево, не прифаќаат, абе идеме у Европа. Чекај бе, пријателju, па ќе се јават сега и Србија. Извините, Вардарска бановина овде, имаме objection,
Пак им викаат, абе кој ве... Ви даваме емисии српски, а сега ќе речат тоа, ќе го речат можеби. Албанците одамна на пепелјари не имаат. Вика, све е тоа у реду, али да знаете, од Скопје, Велес, наваму, вика, на запад, све е тоа на... Значи, никогаш не се заборава... Евете едно трик прашање. Дозволи ми да Ајде бе, ајде. да го овакво. Значи, игранката е малку подлабок. Малку подлабок. Не само што сум убеден, знам, со прст да не мрдневме ни промена на име, ни идентитет, ни устав, ни ништо, ќе не примеа во НАТО. Знаеш како ќе не примеа? Русија е опасно за влијание. Руското влијание не смееме да го дозволиме, надвор од консензусот на сево ова и така натаму, ќе ја примиме Македонија заради светски мир и така е примена. Која процедура? Како може, што ако е финска функционална држава? Па барем 3-4 години им треба. Добро, ама сам кажа функционална е. Функционална, ама тоа не е услов за НАТО. Добро, за разлика од нас имаат и подобра војска и се. Другар, ние имаме и пресуда Добро. која вика дека не сме конфликтот со името со Грција да биде кочница за влез у сите светски институции. Ние имаме таа 2012 ја добивме. И општа хистерија. Зошто таа не може да функционира? Токму заради некакви други игранки кои се играат за оваа територија. Значи, сега за оваа територија да ја владеш, прво треба газдата да го тргнеш, сопственикот. Кога ќе го тргнеш ти и кога имаш ти празна куќа, село без куќиња, ќе се договараме со комшиите како ќе поделиме. Значи, овие што го сменија името, не ти се свиѓа тоа. No. Северна. No. Еве, например, ти да се одлучуваше, како ти би ја додал таа наставка? Ја го кажав на времето. Голема. Значи, не. Дури и северна, ама Република Македонија северна. Република Македонија северна. Да. Република Македонија. Ние сега не сме значи Фиром беше подобро. Фиром беше, подобро ти се свиѓаше? Значи ние ама тоа поранешта ти му дојде. Ама што да ти кажам? Сменивме знаме, сменивме име, сменивме што све уште треба. Јанко, ти поставам едно прашање интересно, не сакам многу на оваа тема, ама ајде. Ајде, еве на пример, да бе, да, добро, окей. Еве на пример, дали сум имал геј искуство? Не бе тоа. Не, за оваа тема. И тоа ќе те прашаме после, нема и гајле. Не, слушај се. После. Сега или никад? Еве, на пример, негове сменивме името. Тоест, не додавме наставка северна. И не влагаме у НАТО. И, на пример, некој од нашиве соседски браќа, западни, источни, уопште не битно не нападна. Кој ќе не брани? Ја, ти, мојот камерман, тројца без четворица? Ама ова ти е приказна што ти веруваш на таа приказна. Реално, ако почнеш да си ги поставуваш прашањата, сосема други одговори ќе дојдеш. Толку само имам да ти кажам. Нема влегло. Види, пропаганда е убава работа, затоа што е секогаш зашеќерена, па што е зашеќерена, шербетче од дошка, па шербетчето онака, шекерчиња оние светлуцави ваму таму и викаш, мамо, види го бе ова бе. Ја го твоја бе, помија, не ме знам, види го ова, види го како е сладко. Сори, дечки, окей, те разбирам. Премногу имам години, премногу имам искуство да сум залуден националиста, кому ништо не му е јасно. Ја не викам дека сум паметен аналитичар, него овдека поминале преку 1000 гости, барем 500 сериозно анализирале геостратешки, геополитички, историски, политички, минати, идни, сегашни и човек, ако е паметен, излекува правилен заклучок од сето тоа. И ја затоа го имам заклучок. И затоа што после северна, да не беше северна, немаше ни бугарсково барање да дојде. После бугарското ќе дојде... Сеј, со бугариве, леле. Епа, ајде, окей, остаги ти бугариве. Бугарите се последица на прифаќање на името Северна. Крај на муавето. Наше останува да видиме. Можевме и поинтелигентно. Јас ти рекам. Како? Значи само со игра на зборовите. Кој када ќе биде? Ние да бидеме Република Македонија. Северна, ако веќе морално, тоа е сосема поинаку ќе стои. Абе ние сега као ти си македонец? Да, по мајка влав. Значи, ама родени у Македонија. Значи ти можеш денеска да се пишеш влав, ама нема кај да се пишеш македонец. Има 3 коси црти.
за ако одлучиш да се пишеш. Ајде да сме живи и здрави, ќе видиме така. за понатаму. Добра, сепак ова се дефинитивно различни мислења. Джони, ти го почна ова. Ја го почнав. Ја спремам еротика, се спремам за... Чекај Не, бе, се јас те шегувам, загревам, ова е претигра. Не, не Ова може. е претигра. Види, чим политика има, таа импотентно дело е така да... Да, можам се дефинитивно. Што треба да не те наљутив? возам. Не, А што треба за да Бог те да те наљутам, за супер да си. извадиш овој созавец за да ми испрскаш очи? Созавецот беше рефлекс. Добро. Значи, замисли оваа ситуација. Јас созавец имам, прво созавец не, и созавец е забрането. Созавец е хемикалија и може да употребуваат само специјални сили на АРМ и на МВР. Кои се ти? Аха. Пепер спреј, другар. Еве го во ташно. Цел живот имам пепер спреј. Дај да го видам жив ти све. Ти реков ми рече ова е сепак емисија која не е како овие другиве телевизиски што ја гледате се што е наместено, кај нас е се спонтано. Тоа е некој скуп парфем. Сега гледа кондом ки извади. Ја не го користам кондом. Невар. Евар. Еве, само пази да не се Да, не го потребуваме. Ова се продава легално во Македонија. Немој да го доближуваш. Се работи за пепер спреј. Да бе, да. Разликата е огромна. Што значи пепер спреј? Екстракт од пиперка, пишува и на ова. Значи, Залишане буквално, малце не може баш да се види, ама добро. вака, ако си полуто, може слободно салата да се... Стварно? Значи, нема хемија у ова. Значи, ова е секогаш со мене, со уште една справа. Зашто? Не местер, затоа што возам точак. И од кучиња? Па, thank you very much. Значи, ова е, имам две апаратчиња, едното е ултразвук. Значи, која ќе ме нападнат, навечер се обраќам со велосипед и така натаму, ме нападнат, го користам тоа. Ако има некој постеро, глуво, не слуша и така натаму, веќе ме гризне, Аха. како крајно, што прскам со пепер спреј. Ајде. Значи, тоа е чисто одбрамбено. Уште е пуно 10 години го имам и така натаму. Значи не го трошиш. Не сум бил у ситуација Да го употребиш. овдека на улицава 3 кучиња ми овакво, едното ме фати На две нозе? на ногавица и дали оти старо ултразвукот не функционираше на него, другите побегна од ултразвукот. Има на апаратче ултразвук. Да, бе, да. И ќе се тргнат од тебе. Ова изгледа старо, не слуша, а тоа е преку 20.000 Хц и земав, само го прснев и побегне и толку беше. Не можеш ни да го повредиш. Леле, сега чекам што ќе се случи со овие од заштита на животни. Чекај, сега, значи ја ова го пропагирам во емисија. Значи ништо ново не кажувам. Кога ќе бидеш нападнат како крајно. Не можеш, Но, и мораш ова да се одбраниш. е за одбрана, значи ја немам агресивни средства. Кажи ми ти за кучево со две нозе. Значи Сашо политика. 10 навечер. Саша како беше? 10 навечер. Сител телевизија. Си влегол ли некогаш у Сител телевизија 10 навечер? Не. Значи тоа е брат ќумур, тунел, Добро. темница. И ја излегувам од автомобил и одеднаш некој се втрчува во тебе. Кога некој од темница се втрчува во тебе, имаш инстинктивна реакција на, како ти кажам, адреналин. Да бе, да. Ама ќе си исплашиш на вечере. Не е битно, не мораш да ме правдаш ништо. Не те Немам правдам, намер- само сум немам реален. намера Само да сум се- не уопште не те правдам, само сум Во реален. тој момент слушам викање, гледам светлина, после разбирам дека е тоа овакво и некој трча накај мене. И ја не знам што се случува, ја не знам прво дали е животно, дали е човек, дали е... Што е? Поима немам дали е еден, дали се петорица. И го вадам пепер спрејот и го прскам. И после го гледам... Сашо бе. И после го века, бе, Саше, ти ли си, бе, влези, бе, внатре, бе. Не, абе, ела, влезе, абе, дојде. И го збркав да го донесам во емисија, викам, таман, супер интервју. Ама он каже дека си го збркал, си го пцуел, по грешка си го удрил. Камо да го удрем? Сакаше да го удриш. Не.
што сака може да збори, негово е, ништо не му порекнувам, не ме интересира што ќе каже, Те тужеше ли за тоа? не може да ме тужи. Нема основ. Значи да имаше било каков уснов до сега, нели, бидејќи сите невладени организации, цела партија, свето што он беше пратен од партија, платен за тоа да го направи, тоа од после го Кој го плати лично? Дали знаеш? Од партија? Ќе го прашаме. Ама ми е страф и мене да не случајно да не ме псуе, да не ме вреѓа. Сакам малце да... Ќе го направи. Не. Седат вака, кај не, Боки, века, Боки, знаеш, бори, и он века, ти бе, шо си педар? Ну, шо си таков педар? И Боки, си отиде. Го имам видеото. Ти ми го пратиш, ти ми го пратиш. О, имам стотици илјади гледања на тоа видео. Стварно? Да, од нашата, да, уште. А, од нашата, Само нешто му вика. Да. Значи сега со него проблеми се немаме, со Саша. Ја со никого немам. Се немаш. Со не, има многу од мои колеги, бивши и од другата страна и од секоја страна што многу вулгарно ги ме напаѓале и тоа е легитимно. Мене кога ме напаѓаш медиумски и секоја медиумска личност и треба да биде напаѓана и да биде исто како што си фална. И си имам тама работа да ме сакаат сите. Тама работа да ме сака и да ме почитува лик како тој. Тогаш нешто не е во ред со мене. Да. Па се замисли. Значи знаеш све што прави, знаеш све што збори и викаш овој те почитува. Не, дечки. Јанко, така некако чудно ми збори. Значи нема да навлезам дегутантно ми е. Верувај дека ми е дегутантно. Има многу по-драматични примери каде што мојата сопруга е нарекувана со највулгарни имиња од мои колеги. Кои? И пријатели. Сега тоа требаше ти да си го истражиш. Ја нема да им го спомнам името, па ни последно да ми е ова последната минута на планетава. Зашто се плашиш? Не, затоа што ми е исповедано и затоа што заради мојата ментална чистина, заради мојата огромна љубов према сопругата, никогаш нема да го спомнам името. Ни јавно. Мислам дека знам за кога станува збор. Ама еве, нема да кажеме. Ти што сакаш, нема да кажеме. И кој ги е, добро? Има доста такви и тоа не ми е разбирливо. Значи, можам со истото и јас сум доста популарен и следен, можам да им вратам за нивните деца, за нивните сопруги, не можам. Не можам да не можам да идам. Ја можам да се расправам за ставови. Да бе, да. Значи, имаш различен став од некоја тема и тоа е тоа. Крај. Тоа е твое право. Не што е право, тој и негово право, ама ја не можам лично, значи ние не можеме да разликуваме став од личност. Ние не можеме да, значи ја ако имам проблем со некоја појава во светов, дали е тоа еве сега со трансгендери. Джендери, да. Така, не смееш да кажеш, мораш многу да пазиш што да кажеш. Зошто? Затоа што ако они се навредат тешко тебе, во моментот е тој треба. Еве тоа ќе те прашаме. Кој е твојот став за тие трансгендери, геј луѓе, геј популација? Значи, ја ќе ти го кажем мојот црковен став и тој мора да биде и тој не може да биде поинаков. Значи, ја со тоа не можам да се согласам, но јас сум задолжен по завет на љубовта да го сакам секој, не само ближниот свој, туку исто толку и тој што го сметам за непријател, тој што ми е непријател или тој што ми е противник. Значи, ја можам, мојот став е, ја немам, значи тие луѓе си направиле свој избор. Кога ти имаш некаков избор, Не види, јас како што знам, педерите... Кога имаш избор, тоа е божествена работа, бидејќи единствената работа што сме ја добиле од Бог ние е правото на избор, да го прифатиме или да го одбиеме. Нашата заповест е да сакаме секого и се. Секој христијанин што ќе каже омраза, што ќе крене рака, што ќе повреди некого, тој не е христијанин, тој е исчашено христијанство. Еве, добро, тоа ќе те прашам, окей, зошто црквата, например, не ги поддржува ЛГБТ луѓето?
Тоа е веќе друга тема, треба малку поспремен овакво, не е дека не ги поддржува, зошто би требало да ги поддржува? Што бараат ЛГБТ во црква? Црква има своји правила, не игра, така? Играме фудбал. Како чекай ми, како што бара ЛГБТ во црква? Ако бе, ќе ти кажам. Играме фудбал. Добре. По 11 играчи. И сега доаѓа, вика, слушај, а ја да влезам. Абе, по 11 играме. Овие се преведат. Не, по 12 играме, ама на 3 гола. Ама вакви ни се правилата. По овие правила ги поставивме. Значи, брак, маж и жена. Ние сме договорени религиозно, а и сите религии, дека истополови односи не се окей. И не да не ги практикуваме. дека не ги поддржува црквата, ама тие правила ги создал Јанко, Давид, Станко, Петко, некој поп, владика на времето. Тие правила не се од Господ? Тоа не значи дека некому му е ускратено правото да го прави тоа. Ја те примив како рамен на себе, како што би го примил и мојот брат, со кого сум секогаш на литургија и заедно се причествувам, него исто би го примил како што те примив тебе. Не, мораме да се одградиме. Сега јас никогаш во животот не сум се декларирал како нешто. Никогаш во живот не сум рекол јас сум ова или она. Не, јас зборам за естетиката на облекувањето. Ти се допаѓа ли мојот стил? Да, ми се допаѓа, иако ја, еве, например, твојот стил е прекрасен, ама да му утепаш ја нема да облечам сако без кошула. И ја исто како тебе, не можам. Не можам, тоа не е мојот стил. Епа, сега... Ама тоа не значи дека не треба ја и ти утре, например, сега се ближи Великден да идеме заедно у црква, да идеме заедно у кафана да пиеме, така ли е? Ама у црква ти вика, треба кошула да облечеш и ти викаш, не, ја можам сега... Па немам кошула, па топло ми е. Па не можеме по купачи гачи успидал да идеме. Па не мора у купачи гачи, ама може ми вака, зашто да не? Полека, се ќе ти дојде. Ајде, се ке... јасно, само да има разбирање. Разбирањето, толеранцијата се... Толеранцијата, ама толеранцијата не значи апсолутно дозволување на се и сешто. Просто е бидејќи демократијата не значи анархија, не значи се е дозволено. Демократијата во суштина, зашто ти реков на почеток, Македонија не е демократска земја. За да биде демократска земја, постојат правила. Правилата мора да се почитуваат. Епа сега дечките ви викаш, еве сме поставили правила у црква, вика, чекај да измени ги. Но дечки, демократија сакаме или анархија? Ајде да пуштиме све, ајде и животни ќе ги пуштиме нека шетаат. Ајде со кози ќе се сексаме пред олтар. Па и тоа е, зошто да не? Ајде деца ќе сексаме, зошто да не? Кај граница? Значи, поставено е. И окей. Сега да сексаш деца е... Тоа не значи дека ја лично, значи има точно во право си дека многу од христијани се гадат, се грозат, негираат. Да. Ја не сум. Да. Ја цел живот сум медиумски човек, јас сум растел со геј популација. Зошто ниеден, пази, мене ЛГБТ ме нападала, али организацијата. 10 души ја можам да ти ги направам, а нема, за да не бидат злоупотребени. Добро. Кои сум растел, манекени, диджокеи, музичари, за кои сум знаел, кои сум природно ни било да се дружиме и да живееме. Зашто да не? Сексуалната ориентација никогаш не била ни примат. Тоа е навечер што се прави у кревет, така ли е? Thank you very much. Е, така. И ја како стрейтер не сум идел на парада со жена ми да се драпам и да се лапам за да покажам дека јас сум Стрейт. Еве Јанко, тогаш да збориме за една поведра тема, дали може? Не беше ведро, да се извини. Ведро беше топа, ама ова е тем за тебе. Ти си татко на 3 деца. Значи, сум имал барем 3 секса во животот. Барем 3. Барем 3. Како беше со 3? Кој ти беше најтешко? Првиот пат? Не знам, мислам, знаеш како, сексот никогаш, вака, знаеш дека сум бил диджокей, знаеш дека сум бил радио и тебе водител и така натаму. Имаш работено у Клуб ФМ? У Клуб ФМ имам работено, супер беше, спортските преноси, Брек ќе ти каже, немало поголема медиумска експлозија и толку фокус на еден медиум како тогаш го направивме. Ми помогна тогаш многу Брекот, ми помогна. Поздрав до Брекот. Му помогнав и јас нему, тоа беше една добра синергија. Се разделивме што се разделивме. Не се. Значи,
Јавна личност во Македонија, без оглед на моите физички предиспозиции, бидејќи не се сметам дека сум некој еротизиран тип кој се лепи. А и не се замислувам уопште така, бидејќи често пати сум бил у позиција, кога сум бил помлад, позгоден, долга коса. Стварно? Како тебе, еве ќе ти признам, носев елече, кожно елече, без ништо. Така бе, Јанко бе, така бе. Пешмот. Се работи, знаеш, ќе ти се закачи девојка, знаеш, тогаш си, популарниот дишџокеј, популарниот водител и така натаму, да се направи скор. Свеќаш? Да. Ти има, предпоставувам дека е така, затоа што многу јавни фаци гледам дека го доживуваат исто. Но ја имам проблем. Каков? Неколку пати, значи, понесен од еуфоријата, окей, ја земам од дискотека, завршувам, но маната... Да, кај мене ти имала, да. Речемо 89-та, ја носам дома, таа... Абе, не влагаш, таа се соблекува, легнува... Готова е. Спремна. Нема добро, ама супер и девојката ово, наваму, таму, почнеш, наднезе, работиш и едно време се викам... Не можам, беше уморен сум. Баш така и изговорив, истото. Зошто не може? Долго време ми требаше да сватам дека ја не можам да имам секс со никого ако не сум заљубен у таа личност. Исто. Дали ќе ме веруваш? Исто. Значи, ако сум ја заљубен, прво секс за мене не може да биде она стендап за пола саат, 2 сати Да. и така натаму. Знаеш, заеднички колеги се утепа. Ниф име како Добро утро. да моча у парк, изведе моч. Ја не можам. Мене ни треба да се гледам у очи, да вечераме, да се држиме за рака, да се гушкаме. На романтика. Па, ајде да речеме романтика, да. па галење, па петингот да биде, па петингот со 2-3 оргазма да заврши, па после 2-3 сата да пробаме тогаш, па онда со една нова енергија, па да преспиеме заедно, па 2-3 дена, тоа е еден клинички секс кој се интензивира и така натаму. Тоа е за мене секс. И затоа мене ми треба врска и тоа јака, стабилна. Колку врски си имал тогаш у животот? Девојки сум имал доста, а врски сум имал... Ја летов со овој. Нели? Да. Добро е што не идеш некај мене. Добре. Ке ме бутнеш со нога. Четири врски си имал. 4 или 5 врски. Многу малце, ама добро, ти си колку години у брак? Зборам, јас сум во брак од 90 и... Значи со супругата сум од 94-та. Значи скоро 30 години. 29. До тогаш имав 2-3 врски по неколку години, една тинеџерски, неколку оние мувања, Заебанци детски, да. Да. Ја не е дека не сум имал неуспешен секс на one night stand. Да. Пастов на 15 години, мувал лет си можел да превртиш, ти требало било што. Туку едноставно како зрееш, види, сексот не е во половите органи или во кожа. Апсолутно. Овде. Половиот орган е сепак мозокот. Овде. И кога ќе кликне центарот, не може, брат. Значи ти, ајде ќе ти кажам еве добар пример. Мене, мои драги пријатели од минатото ми беа Окац и Надица. Добро. Надица Георгиева, ја знаеш. Како не? Добро. И низиниот брат. И често пати доаѓа кај мене и така натаму. Јас со Надица бев окей. Но ја Надица ми беше стварно пријател. И сега дошла Надица кај мене, пиеме кафе, 2 сати си отишла. Умеѓу време се јавиле, виде, дзирнале, не знам што. И Јанко, ја растури. Брат, викам, не можам да ти опишам дека не, нити она спрема мене, нити јас спрема не. Како да ти кажам? Значи, ја почитувам девојка, ама не можам да ја гледам со очи вие како што Да, гледам. апсолутно. Значи, тоа е мојот филтер. Сега има девојка која може би била 100 пати, може би, сигурно, 100 пати погарда беше една, се сеќавам, човече која се затреска во незе, абе ја...
Тоа е нормално, тоа е нормално, апсолутно. Инстинктивен е кликот, значи нешто те привлекло. Во нешто те привлекло, да. И среќа после сите турбуленции и така натаму, успеа, не е мое дело, ја затоа верувам у Господ. Значи, да ми ја намести најубавата, најзгодната и најпаметната девојка што ја познам. Која те поддржува, верувам во се, ти помага? И тоа ми помага не само со лигавење и хани супер си, маци одличен си, сапорт маци, не. Пичка ти матер, дај прибери се. Тоа е најбитно, тоа е реално. Значи, и другар ми е кој нема скруполи, што се вика да ми врзе ментален шамар, ало, дај, бидејќи мојава работа стварно бара добар бекап. И бекапот не значи секогаш дека апсолутно све што ќе правиш, не, ти треба и добар реалити чек. А со неа го... Апсолутно. И второ. Јас сум те спремил прашање за секс, бе. Правиш семејство, а се прибираш секоја вечер у 2. Од кафана. Не од кафана, од емисија. Нема кафана. Се зерам. Ама од Сабајле затоа си послободен. Пази, ама Сабајле се деца носење у школа, враќање од школа, готвење, помагање. Ние немавме баба, дедо, стрина, тетко сами. Значи 90% сопругата ги. Знаеш колку е тешко да најдеш баланс у брак, у љубов, а да направиш у еден период толку беше тешко. Немавме секс преку 6 месеци. Стварно? Ја ке полудев, а она беше изгорена. Бог ми и школа. Од Сабајле и ништо. Уште не беше ни почната со работа, после конкурираше, па се вработи кога веќе бркнаа децата. И вика, се вложувам целата, и ја, очо ја сакав, се прифаќав, ментално и физички, никако не прифаќам. Ми треба, бев на рапи да направам превара и се, не направив, но гледајќи ги... Никад не си ја преварил. Браво. Никогаш не сум ја преварил. Браво. Нема никогаш да најдеш у емисија да ти каже некоја, да ти каже... Нема кај нас. Да, сум преварил. Јанко, он се фолира брак со мене 2005 у контейнер. Има едно се јави у емисија. Стварно? Јанко, ај не се фали дека си голем, ја нешто се зафркав на тема. Аре, вие не ме знаете, викам, како мал ме вика Сурло. И се јави едно, вика, Јанко, не се фали, вика, знам колкав ти е, вика, те памтам од таа вечер. И ми го спушта. И ја викам, да... Телефонот ти го спушта? Да, го спушта телефонот. Тоа е кликот што го имам, несвесен, што добро... зашто ме интересира? И ова ми беше одговорот. Викам, Душа, викам, точно ме управо, стварно, али викам, ти беше толку ружна, а времето беше толку ладно, а контейнерот толку прљав, стварно не можев да имам перформанс. Браво. И тоа експлодира тогаш. Браво. Овој, например, експлодира многу например. Имаш интересни клипови? Интересни разговорот луѓе. Да му го јадеш курот на Бранко. Да имаш и такво нешто? Има и такво нешто. Тоа е едно од популарните кои го искористија шарените за омаловажување. Бранко Црвенковски на шарените како ги? Говор, па добро, тие беа тоа, слушај, тоа беше движечката онако војска. Па овие другиве како да ги кажеме? Кои други? Овие другиве. Се моментално што се опозиција. Ако на овие им даваш... Не бањати. Не бањати? Не бањати се. Зашто? Па така ги вика, шарените така ги вика, не бањати, овие ги вика Сороспи. Ти се јавуваат луѓе вака зарата навредат. Ме спомнува говор. Да. Вика, вика Јанко, иде Груевски кај Јанковци овона. А стварно немаше премиер, немаше министер што не поминал кај мене. А кај мене било и Радмила Шекеринска и Бучковски. Еден куп се да се носи, ама нели доаѓа Груевски, мора да те пикира. Заев ти се јави на телефон. Заев после тој телефон му се јави, викам, добро што се јави, фала ти. Да дојдеш, викам, ајде бе. И вика, ај јави ми се идната нема. И му се јавува идната нема, вика, јако. Вика, ја стварно да имам, верувам дека е доволно лут и храбар да дојде кај мене у емисија. Викам, мојве у партија полудеа кога разбраа дека ќе дојдам кај тебе.
Он тогаш уште не беше председател на партијата. Беше. Беше? Беше. Добре. Беше председател на партија, ама вика таков притисок, вика не смеам вика да стапнам кај него. Прифати дури 2020 изборите прифати, повторно, лично ми прифати на телефон. Да, браво. И договорив со неговата шеф на кабинет, имавме договор, се беше средено да гостува и све се откажа. Зашто? Па, предпоставам притисокот у партијата, да. Они имаат на партиско ниво е донесена одлука уште од времето на Бранко Црвенковски да не се гостува на Јанко Луковски. Зошто да не се гостува? Ама тоа е, ти сами го одговори тоа прашање. Ни давале назначење. Да, верувај дека е тоа. Значи, ако гостуваме кај Јанко, ќе му придадеме значење дека е он нешто битен. Освен небе, Заев, некој друг те има одбиено за гостување во емисија? Да. Кој? Да, например, бодибилдери сите дојде. Зашто се плашат? Само едно прашање да не знаеш колку сакам бодибилдери да донесат, знаеш, онака. Да бе, тука бе, да. Разголи ово, она. Ви, ја често многу добар дел од концептот ми е здрава исхрана и вежбање. Луѓе многу мака имаат у Македонија, ја тоа го забележувам. Не работат на себе. И сакам да промовирам. Стварно бодибилдерите имаат добар ментален склоп за истреност, во исхрана, во вежбање. Да, тоа да. Не се многу интелигентни и така натаму. И ние в тој момент свесни се, не се глупи. Тоа дека не си интелигентен не значи дека си глуп. Добро. Знае дека не може вербално многу со мене да се носи и мисли да не го изругам, да не го ова тоа. И не прифаќаат. И не прифаќаат. Например, ови, како се викаше, кој ти му одбиен од билдериве? Па не знам. Зафиров, како беше Тоше? Он ти му одбиено? Значи, не, конкретно не сум го викнал. Него не? Не сум го викнал. Знаеш како, идам по продавница, пошто купувам протеински додаток. Стварно? Да, купувам, пијам протеин. Добро. Па Джони, јас сум ослабен. Ти си ослабен 15 кила? Не. Колку? 25. 6. И 6. И браво. Протеинска диета. Браво. Која беше причината за слабењето и 2012 година? Да, многу. Ама 2012 беше една од најтешките години во твојот живот. Да, инфарктот. Инфарктот. После инфарктот ослабев, но инфарктот, да ти кажам, знаеш како го перцепирам денес? Дека е најдобрата работа што ми се случило во животот. Зашто? Затоа што немам катастрофални последици од тоа, ама имам таква промена на свест. Што треба да работам на себе? До тој момент ја не се гледав себе. Дали психички си имаш смирена, сепак ти беше едно време многу нервозен, или Уајден кај беше на режисерот му се дереше, како беше она прича? Дали психички се смири? Види, тоа што гледаш на телевизија, никогаш нема да знаеш дали е вистинска нервоза. Јас те разбирам најдобро во тоа. Знам дека америчкиот систем не можеш да направиш кај ако не скршиш две јајца. Добро. Бидејќи сите се камерни, добра вечер. Вечерва ќе говориме за ова. Леле, немојте молам. Сега ти можеш ќе имаш стил со пцуење или со превртување, со гестикулација, нешто ќе привлечеш. Ја нити сум згоден, нити убав. Ја морам да работам секој ден, ја да сум згоден, или да си направи кариера еднаш неделно, така е? Да. Изгледа жената сега, тука да не се лажеме, топе. Снеже Велков, па може и еднаш месечно. Јака ти е Снежа? Како жена, како жичка? Да. Да? Да. И мене ми е, ми беше гостинка, одлична е Снежа. Да. Друго ниво ја имам сосема кај не загледам. Она е од свој 18-19 години во брак и дете има. Да, од 22. И она има таков морален компас, што мене ми се допаѓа, и она на почетокот на мојата кариера, кога уште бев никој ништо, сама се стрча и ми даде поддршка. Стварно? Да. Браво. Ја не можев да разберам зошто, дури онака чудно викам, чекај, сака ли нешто девојчево од мене премногу малецка и така. Малецка е. Ама не се имало клик дека јас сум некој нешто и така натаму. Например, кога дојдов у Сител, она беше првата што истрча, вака се поздрави со мене со две раце и ми рече добре дојде во Сител со ваква прекрасна насмевка. И ја викам супер, фала ти многу. И дојде време
бидејќи она исто имаше турбуленции, за жал предвидеше креирање и дојде направи конечно продукт на кој ја не би стапнал. Зашто? Не сакам вртелешки у 2 минути. Не можам. Да, ти сакаш моабет, да. Ја сакам соло да јадам. Браво. Гомна до бесконечност, да сркам со 2 лажици и така натаму. Но се спремив ментално и реков ќе направам максимално шоу и ја мислам дека и се одолжив, затоа што ми беше дека до крајот на кариерата на неколку луѓе кои несебично ме помогнале, ми дале поддршка. Истото го мислам. Го поварам да удадем клучен момент и му дадам пиетет. Тоа се ретки луѓе, еве на пример мене сите кои помогнале знаат дека можат во било кое време да чукнат на нашата врата. Кога сме ке чукање на нашата врата? Добре дошол си. Да, кој? Добре, што нема никој. Зошто глумците кои завршуваат факултет 4 години, факултет за драмски уметности, се трудат, идат у театар, глумат, прават, еден ден решаваат нема да бидам глумец, зијам толку мала плата, сакам да влезам во политика за да заработувам поише. Значи ти си талентиран дечко, жена, убав маж, убава жена и сега се откажуваш од таа убава професија и ти идеш у политика да јареш говна. Знаеш, да се запознав со сопругата 94-та, ќе зборам брзо за многу податоци да ти кажам уште по кратко време. И веќе многу брзо дојдовме со 2 деца, родителите тешко болни, немавме никаква финансиска, никаква поддршка. Јас живеев од хонорар во радио, а моја желба беше цел живот во радио. Јас се што правам е да глумам радио емисија. Ја да можам да го извадам овој хонорар некаде на радио, ја на радио ќе се повлечам до крај на живот. Јас сум радио човек. Морав у даден момент да направам исчекор во телевизија од финансиски причини. И се трудев радиото да го домакнем со мене. Радиото бара многу зборење, бара малце и да бидеш боксер, малце вулгарен, се и се што, да се закачаш, да одглумиш дека си нервозен, да превртиш и така натаму. Радиодрама да им правиш цел. Да. И јас се трудам тој ден денеска. Од истите причини предпоставувам дека еден човек го прави ова. Ја имам подрастичен пример да ти кажам. Ајде. Еден ден таа личност ја сретнеш, таа личност мислам дека ќе биде еден голем, високо стручен инженер од редок кадар, може би ќе експлодира и на светско ниво. Таа личност е најголемиот талент во пијано што постои. Идеше и на конзерваториум, Австрија, Русија и така натаму. В даден момент, после сите награди, како млад, премлад, решава вика, ја не ова. И иде професија која апсолутно никаква нема врска со ова. Крсто Јовановски го знаеш. Јовановски. Добро. Крсто, го знаеш. Глумецот така. Елена Жугич, Зоран Љутков, така, како случајно ги трефнав се од ВМРО. Еве на пример, Кои се од се да се мажити се? па нема. А нема? Да, Стварно? нема. Нема. Па како што ги познавам, нема. Еве ти кажи ако има, може би грешам. Не, грешиш тоа сигурно, ама ќе оставам ти да ги најдеш и Има од СДСМ, ама ќе додадеш. Джони, искачаат на нивни, овие искачале на митинзи, не се фолирало. добро бе, еве сега. Нивни што искачале, зашо? Ама не, кажи ми зошто кај нас глумците немаат каде да глумаат? Зошто? Затоа што ние во Македонија немаме култура. Ние немаме култура на ниедно ниво. Немаме култура на комуникација, немаме сообраќајна култура, немаме култура во политички односи, немаме култура во институции. Што треба да направиме за да се подобри тоа? Ние треба да направиме еден голем ресет во Македонија, да почнеме еден процес на регенерација, бидејќи не може револуција ова да го направи, затоа што секоја револуција, револуционеров кој ќе дојде на власт и он се корумпира. Ние овде доаѓаат странци кои сваќаат што овде корупција? Човек, ние носиме закон со кој треба нешто да им се ускратат правата на коцкарниците. Да. Скача странски Амбасадор. на Австрија. И вика ова не е во ред. Кој е?
почнеш да гуглаш и го гледаш, он е член на бордот на казината, и гледаш дека личен интерес. Но тоа не кај смее да мрдне во Австрија, во Европа, ама овдека е, знаеш кај, ова е кројачот од Панама, не сме Панама, овдека е збиштина од корупција, од крим. Дали мислиш дека македонците се лажни моралисти? Сакав да ти кажам уште за актерите, затоа што немаме култура, ние не инвестираме во култура. Да. Последен. Ај кажеме медиумите. Кој води култура? Никој. Па тоа е Джони. Кажеме, ние имаме водители на радио, на телевизија, на ваму таму, кои ќе прозборат за музика. Луѓе кои не слушаат музика дома. Збори за филм, не иде у кино да гледа филм, не гледа филм, он си филмира, чисто колку да попълни. Да викта гости. На прва страна, главните, хедлайноте на оние што се за политика, оние што стои пред парламент, оние што стои пред ВМРО, пред СДСМ, Држговачевски, дали вие со на Човечански направи, дали го пипнавте лепчето, шо ни е убаво. Јајцата, дали ги смрзнавте? Ги пипнавте ли јајцата, дали се смрзнати? Ве молам, господине, пипнете ги јајцата. Значи, да, добро и се јајцата, бидете мирни народе, ние ги имаме вашите јајцата. Јајцата се добри, така некако ми збори. Јајцата ќе бидат и најдобри, додека се во наши раце. Ние ви ги држиме вашите јајца и вие бидете спокојни. Нема култура, нема вложување, нема продукција на филмови, нема продукција. Филм е режисер. Така. Сега освои награда за студентски филм во Индија. Па да ти кажам, морав да замолам колеги да објават весте и објавија затоа што е значајна. У Бомбај, град со 4,5 милиона, интернационален фестивал, каде што имаше 500 кандидати, он у категорија на студентски филм освојува прва награда. Браво. Како се вика синот? Максим Милковски. Максим, окей, поздрав до Максим. Алал да му е. Он работи како режисер, снима овие македонски народни приказни. Крв проплюкува за да може студентски филм да снима. Леле, ајди тоа да те праша. И сега, што да прават актерите? Театарски представи едвај. Народ едвај купува карти. Сите гледаат лепи јајца да купат. Да. Епа, што да ти, и чекаат гратиси. Гратиси чекаат. Кој ќе ти дојдат овие организатори, слушај, правиме концерт на Джони Трипери Пичони. И ќе ти дојде брекота и слушај, каже, имаме 20 гратиса за концертот. И имаш колку јавувања? 2000. Добре. Джони, го гледаш ти Джек Николсон кога иде на Лейкерси у прв ред? Така? Знаеш која му е привилегијата? Да може кога се продаваат сезонските карти, прв да си купи. И искача и вика, оп, $5,000. А нашето здравство, како е нашето здравство? Не, кое здравство? Тоа што го немаме, ама сепак ви е пишано дека го имаме. Добро е, фала на прашање да ти се врати зарно за убаво. Кај бајачка да одиш, Тоа не е здравството сега, бајачка. Што да ти кажам? И после Па не дей Боже да имаш проблем, како што имаше ти 2012-та, не дей Боже, кој ти помогна? Орце Камчев. Добро, значи болницата Систина. Не, он лично. Како бе он? Види, многу чудно беше, ја имав проблеми желудочни, имам гастритис. Тој гастритис ми правеше многу проблеми во животот, друг пат. Да? Пушиш? Не. Па добро. До 2007 многу пушам. Не, стресот е ова. Да, стрес. И јадење бурек. Не пазав што јадам. Поише пазав што ставам у кола, него у себе. 9,5 сати идам у Систина, викам дајте ми нешто за гастритис, викам за да можам да издржам емисијата. Не можам да спијам ни ништо. Ама, они тераат една процедура, каде што пред да ти го даде лекот, ти мери притисок, ти зема крвна слика, така е на ургентно. Да. Значи, цела тријажа си поминав. У таа тријажа ми открива дека јас сум у инфаркт. Не у прединфаркт, у инфаркт. У инфаркт, у самата фаза. Да, ти ми викаат, добар си. Добар сум да ништо не, мора да остане тој. Ајде какво сте бега ти? Емисија имам веќе. Имам емисија. Господин Илковски, се собраа сите лекари, се јави мајка му на Орце.
Ратка. Ратка. Викам, Ратке, дай бе, скини ми се. Абе, Јанко, не е шала. И он никој не ми каже шо ми. Абе, вика, имаш инфаркт. No, fuck you. Да, ти имам инфаркта, ти све. Викам све, ај, викам, немам време, викам за ваши заебанци. И викам, дајте ми го изводот и се симнувам, ги оставам. Се симна пешки сам и идам на, как се вика, на каса кај шо е она. Да бе, да, на рецепција, да. На рецепција, и вика, момент, вика, немам хартија, вика, у принтерот. Чекам 5-10 минути, гледам 15 до 10, овие се јавувам, вика, се расипа принтерот, не може да ми испринта, не ичам да идам без наодот. Сваќаш? Да бе, да. Телевизија треба да си правдам, зашто сум задост. Умеѓу време, ај викам, окей, не можам да стојам, ладно беше, февруари месец. И викам, ај ке се качам горе и се вратив кај докторката Јуруковска, која ме прими. И викам, може ли да почекам кај тебе уште малце во дојде Ратка. Значи, толку сериозно, јас сватив дека е нешто сериозно. Викам, имаше инфаркт, не се зафракава, викам, многу е сериозна ситуација. За 2 сати мене ми беше ставен стентот. Браво. Све и така. Тоа сакам да те прашам, еве на пример. Утредента доаѓа сметководител господин Јанковски толку. Ја Бил несвес. Викам, дечки, земи бубрекс, што да ти кажам? Доаѓа Орце, вика, шо бе ти тук? Викам, Орце, вака и вака. Викам, слушај брат, викам, дај нешто на рати, викам, ја ова немај гајле. Ништо никогаш у живот не ми побаре. И само ми рече, молим те, не јади гомна, не кажи никому дека сум помогнал. Еве сега кажа. Не сега, цел живот кажувам. Си кажа. Епа добро, на пример, Станко од Прилеп, од Прилепско село, не го знае Орце. И он има инфаркт, ќе умре. Како? Не случајно ме виде. Јас Орце сум другар од детство. Не тука сега како ова или она. Ја ке поминев исто како и секој, ке земев кредит. Како и Станко. Како и Станко. Како поминав, ја немам ни слезина, како дете слезината ми ја изгубив во сообраќајка, ме удри кола. Ме однесо у клинички центар, у златното време. Добро бе. 20, у 7 сабајле, ме удира кола, имам внатрешно крварење, ми прснува слезината. Дури у 12 саат на вечерта, они успеваат да најдат хирург, да ме оперира, да ми извади слезината и да ме закрпи. Знаеш ли ти која животна опасност? Затоа што, ете, така, бе, ше. Ајде бе, мале. Маје, нема везе. Мале. Ја од тога сум рекол, приватно здравство ќе поддржувам затоа што како конкуренција ќе го турка и ова здравство. Да. Значи, ние ќе и ја утре да ми се слоши, морам да идам. Дели? Да. Осигурувањето таму ми е, не можам да си дозволам систина и така натаму. Но ти викам беше адхок, бидејќи ја мора да отидам у системот и немаше на држава кој да ме прими да ми даде лек за ова. И ја бев спремен, колку ми кошташе тоа, 3-4 денари. Дај ми лек, прими ме и така натаму. Система ја има таа брзина. Сега можело и на државно. Како се сетите од како овие почна? Значи, приватното здравство ги... Да, стварно... Колку луѓе умреа на државно, дали знаеш? За време на короната? Не за време на короната, вака од обични болести. И за короната, не дај Боже да правиме моабет за тоа. За време на короната. Целото мое соседство, бидејќи меѓу првите ја прележав, целото мое соседство беше, после се разболе, случаите од нивните станови и куќи беа кај нас дома. Нивните роднини и деца ме молеа, бидејќи бев најблиску, ако можам, преку ден да отидам до клинички, бидејќи ја имам дозвола како новинар да се движам, да им однесам храна немале. И ја будала со целиот памет, у скафандер се никој да не ме препознае, влегувам. Знаеш што видов? По ходници мртви луѓе вака на куп ставени. 2020 за време на корона. И избезумени, зошто никогаш не ги критикував лекарите? 1-2 лекари вака, на рап, трчаат од кревет до кревет да помогнат. Тоа не е надчовечко, тоа е надхумано, надприродно. Надприродно. Надприродно, човече. Тоа беше страшно како се труде, а немаше кој да ги земе. Мирисаше, човече, на лешеви. И сега за мен се викам, ја ова го видов у 2 минути, што ли се случува постојано? Ја те викам дека еден ден
децата наши ќе покренат трибунал, се собираат податоци и дека оваа багра ќе биде јавно срам, може нема да бидат живи, али барем ќе им се помочаат на гробовите. Зборам медиумски, историски, да се знае фигуративно како придонеле во масовно убиство на народ и популација во Македонија заради они викаат дека имало. Немаше протокол за корона. Ја идев по клиники, нема протокол. Ако ВМРО беше на власт кога беше короната, дали мислиш дека ситуацијата ќе беше подобра или полоша? Подобра, знаеш зошто? Не. Затоа што се цвикатори. Добро. И затоа што кога ќе ги стиснеа опозицијава, кога ќе ги стиснеа со меѓународна, овие ќе се утепа и ќе направат. Отработа, да. Не затоа што се поспособни луѓе, и они се македонци од седа се од ВМРО. Ама они, Груевски како падна во суштина, Груевски гледаше повеќе да удоволи да ја смири опозицијата, одошто да се ги поддржи своите. Ајде, стикички. Тука си го имаме Груевски, бе, тука си го имаме. И од кога немаш игри, баш имаш играно игри, баш ме интересира. Јас секој ден играм игри. Какви? Еротски со госпожа. О, браво, значи секој ден, а? Браво. Тоа не значи дека овакво, ама не, таа еротизираност си имаме. Љубовта со Апсолутно, апсолутно, не е се во акцијата. Да. Овде вака, сега јас ќе ти наредам овде неколку јавни фаци. Види ја. Ама гледај, само молим те види како им ги најдов фациве. Добро, еве, со кој не би пиел кафе, ајде. Со кој не би пиел кафе? Со овој сигурно. Со овој не би пиел кафе? Со овие тројца, у секој ден. Со кој би бил заглавен у лифт, ама 5 сата? О, Бог да чува, со ние. Васко, замисли. Замисли го. Ама ти знаеш 2002, 2004. Не знаеш, пази, сите овие тројца, овој со шушкањето, ама малце по-прибран. И да, бе, го заборев него. И овој со... Овој шо имаше, бе? И овој кој ќе почне да збори, пази, овој збори и тоа што го кажува веќе испарува после... Го знаеш ли она? Јас и ти, Јанко, ние мораме да најдеме заедничко решение, затоа што тоа ние го раскажуваме како да излеземе од лифтот, дали ме разбираш? Затоа гледајте и следете како излезовме од лифтот. А овој? Не сакам ко така. Не, го окей, да. Би му дал да касне од твојот бурек на... Кој е овие? Да сите нека јадат бурек. Сите да јадат бурек? Сите да јадат бурек. А не знам по што подразбираш под бурек? Тоа што го подразбираш и ти сите овие 20 и кусур години. Значи слободно да говорат. Така е. Да. Окей. Нека говорат сите слободно и тоа против мене. Значи би дозволил. Апсолутно. Би дал. Добро, на летување бидел заедно со... Со Заев. Да? Затоа што има добра инфраструктура на Грција, така успешен бизнисмен, со него јадење, пиење, луксузот ќе биде супер. У секое време... А да те прашам само, Груевски нема? Не. Не, у Охрид има он. Не толку колку што е муабетот, камо да има. У Будимпешта се може да идеш. Да, у Будимпешта. Ако ти е многу топло у Грчка, ќе идеш у Будимпешта. Не, Грчка, строго. Фала. Добро. Си знам што зборам. Па окей, ове може у Турција. Види, ако сакаме некого за кешарица, да избереме, тука треба да имаш вака, најјакиот, двајцата најјаки, а тоа ти се Љупчо Георгиевски и Бранко Црвенко. Ошто ова е ситна ворамија све за нив. Ќе ги ставиме и Љупчо и Бранко, што се секираш. Но со нив не видел. Али со Заев видел на... Да. На летување? На летување. А со кој тоа четворица, еве 6 души нека бидат и Бранко и Љупчо, би ти бил цимер. Цимер, онака да сте млади и живеете заедно, кој би ти бил цимер? Со Бранко. Зашто? Највише жени се лепат кај него. Добро, ама не речи. Памтиш ли што кажав? Да. Кај Снеже? Да. Не памтиш. Не ти текне. Не памтиш. Се фолираш. Зависи многу работи кажа. Го памтам она со 7 оделение. Кажав ово. Бидејќи ја не бев физички најпривлечниот тип. Добро, тој преска и ке мене го кажа. Со
се дружиш со најзгодните момци. Бранко сега на страна све е дечко кој вака му се лепат. Он, знаеш вака, он не можеше, види, Бранко не можеше ни да ебе. Бранко само ќе ја погледне, она свршава. Да, мамба. А толку беше моќен ја. Значи, да си цимер со него, стално ќе донесеше некоја, така? Ама таа има некоја другарка ружна, поружна, така натаму. И ти треба некој да утече на ја дорчека. Така да, исплатливо ќе ми беше Да ти биде цимер Бранко Црвенковски. Давид, ми беше чест и задоволство. Се надевам дека се чувствуваше Како дома, искрено. Како што кажуваат другите. разговор со пријател. Да, многу сум апсолутно. на интервју, да идам да давам. Немам потреба да се промовирам себе си, но ми е драго ако направам некому нешто да благодарејќи на мене ете има некаков барем медиумски бенефит. Ја моите пикови одамна ги постигнав и мислам дека повеќе ќе ме ценат во животот кога еден ден ќе заминам. Ја имам уште 2-3 кречења сигурно. Потоа како сум бил спрема моите колеги, дали сум помогнал, дали сум бил лош и така натаму. Мислам дека еден музичар уметник по тоа се цени, не само по неговите дела и по еден слик. Човештината. Па, знаеш, и мојата, она што сум го акумулирал, некаде да го истурам. Нема кај да го носа. Има многу има негативни работи со мене, колку сак, ама она позитивно, ако можам нешто да префрлам, и ти го давам слободно и искористиво, само работи еден совет. Ако си решил и си упорен, работи со љубов. Така е. Биди низ призма на љубов. Немој никогаш да го мразиш противникот и да е највулгарен спрема тебе. Брани се, брани, обвини го гревот, мрази му го гревот. Те опцу, мрази ја пцовката, не него. Апсолутно си во право. Јанко, мене беше мило што беше гостинува, ти реков ми рече. За крај нешто да кажеш, твоите планови за иднина кои се? Ти реков уште 2-3 кречења. Имаш уште 6-7 кречења. Уште трета декада. Кидеш у пензија? Или не планираш? Не. Значи, мојата смрт ја гледам пред тебе сонце. Пред камери. Да, се надевам дека тебе сонце ќе обстане. Да, зашо да не, да. И дека јас... Како го свитка баш овој. Јас ќе ги свиткав сите. И дека ќе биде драги мои, благодарам што вечерот бевте. Тука е ние да го живееме, Јанко. И сега, да, што ќе се случи? Со моите колеги прво ќе... Пола сат никој не да рега, нешто изводио. Да. И има речено, ако клапнам, ако ме бапне, можда ми срце ударо, не дифрибрира, не ме враќајте. Нема викање брза помош. Но покрите ме, оставите ме да се оладам. Имаш уште мали деца, имаш една ќерка која е многу популарна во Скопје. Да? Да. Си ја забележал? Сум ја забележал, има 34 оден Инстаграм, морам да ја забележам. 18 години има и морам да ти кажам, бев многу загрижен и дав цела слобода како сака да се развива, да ја испитува собствената сексуалност и еротизираност. Бидејќи е мала девојка, нели, ама веќе се разголува и така натаму. Што е тоа нормално? Не само што е нормално, него е поднормално незиното ниво. Ја како медиумска личност, ке ти кажам, јас сум фасциниран од незиниот морален компас. Браво. Ништо не сум ни направил, а незина најдобра другарка е мајка им. И тука пак повторно целиот комплимент за мојот темел е жена ми. Леки, знаеш кој ќе влезеш у куќата на дедине, на Јосип Брос Тито, кој ќе влезеш кај главната работна соба, на него си напишал на дрвото што е прагот, стои жената е темелот на куќата. Жена е темел куќа. Тоа е точно.
Тоа е точно, значи ке тебе. И ја и ти. Што да кажам, тоа е еден единствен Јанко Илковски во Ти реков ми рече. Се гледаме во наредни издания, се надевам дека ви беше интересна емисијата. Ајде, чао, чао. Метрополис, број 1 радиомрежа.